Во рамките на декадата на ромите во Кочани се реализирани неколку значајни ветувања од страна на градоначалникот Димитровски кон ромската заедница, истакна на пресконференцијата министерот без ресор Неждет Мустафа. Во сеќавање ни се улиците кои што ги направивме таму каде што беше најголема потреба. Исто така Ромскиот информативен центар кој е отворен и кој несебично се ангажира за комплетните ромски проблеми. И понатаму ќе продолжиме во соработка со актуелниот градоначалник да го продолжиме финансирањето на средношколците. Значи, содржините на декадата и понатаму многу силни ќе бидат имплементирани со вашиот глас. Дајте целосна поддршка во името на содржините на декадата на ромите. И председателот на Обединетите демократски сили на ромите во Македонија Шабан Алиу со порака до ромската заедница својот глас да го дадат за Димитровски. За се она што е сторено и со декадата на ромската заедница во соработка со кандидатот сегашниот градоначалник и идниот, господин Радко Димитровски, сакам да ги повикам сите роми кои живеат во Кочани, како православните роми и останатите, да гласаат за кандидатот Радко Димитровски, со кој сме во коалиција со ВМРО ДПМН како кандидат на коалицијата за подобра Македонија, и сакам посебно да потенцирам за одличната соработка на градоначалникот Радко Димитровски со ромската заедница во Кочани во поглед на изградбата на инфраструктура во ромските населби во Кочани, каде што за прв пат, после повеќе од 30 години со доаѓањето на местото градоначалник на господин Радко Димитровски, е направена асфалтирана улица, добра инфраструктура во поглед на канализацијска и одводна атмосферска вода.